Говориме за културната традиција на Гостивар. Дали може да се издвои едно име, една личност, еден човек, кој што во одреден период од животот на гостивачани, од животот на овој град, ја представува душата, го представува срцето на градот, со неговото ангажирање, со неговото анимирање на луѓе на планот на културата, за да овој град не биде гола провинција, за да живее еден градски живот. Видете, Гостивар дал една цела прејада на културни дејци кои оставиле свој белег во културното живење на градот. Меѓутоа, вистинско задоволство е да се зборува за доајенот на културата во градот, Димитар Томовски Митко, кој целиот свој живот го посвети токму на културното поле, работејќи во сите сегменти на културата, оставајќи секаде свој собствен белег. Во редот на малобројните страстни заљубеници на драмската сцена, неговиот учинок е огромен. Зад себе остави 35 годишно актерско искуство, стварајќи секој пат се поголем и поголем број таленти, со кои што градот на некој начин изобилуваше, носејќи ја драмската уметност во редот на најуспешните во републиката. Кога зборуваме за ликот на Димитар Томовски и за неговиот животен пат, мораме да подвлечеме неколку карактеристични црти. Пред се, за големината негова како човек, уште по-сеопфатно е што тој не е роден гостиварец. Како дојденец во градот е прифатен од сите и токму во тоа е неговата огромна љубов и желба како аниматор на културата не само во градот, туку и во сите села, односно онаму докаде што можеше да продре културата. Неговата активност можеме да ја поделиме во три дела. Кога на земјата и беше потребна обнова и изградба, Димитар Томовски активно се вклучи со својот придонес во културата да придонесе уште повеќе за нејзино раздвижување. Текстовите од битово-социјалната македонска драма му беа поедовната основа, каде што токму се соживуваше со ликовите што ги играше постојано на сцената. И таквата негова активност беше некаде до 60-тите години. По професија педагог имаше можност да ги види и да ги следи сите негови ученици, од кои што подоцна ќе излезат врвни аматери во драмската уметност. Меѓутоа, не ќе беше личноста негова комплетна ако тој покрај учетоствувањето, покрај љубовта кон драмската уметност не се зафатеше и со други мощни корисни работи, се во духот на воспитувањето на младите. 60-тите години некако представуваат пресвртница во неговиот актерски, да речем, живот, заради тоа што прв пат се зафаќа со реализација на текстови што не се веќе од македонската битово-социјална драма, тоа се текстови од класиците на драмската уметност и при тоа владејќи се најверојатно по логиката на Гете, ги тераше своите драмски љубимци да се соживуваат со ликовите, просто да се заборават себе си и да се соживеат со ликот што го игра. И несомнено, успесите беа огромни. Секоја нивна представа, секоја премиера во тогаш ново изградениот Дом на културата беше претесна салата да ги прими сите оние што сакаа да ги видат. Можне рано откри дека е можне битен моментот како аниматор на културата да работи и по селата. Димитар Томовски беше оној за кого што селата не представува пречка никаква, патиштата не представува пречки. Можеше да се најде во секое село, онаму каде што немаше да формира културно-уметничко друштво, онаму каде што немаше драмска секција, истата да ја формира, да патува деноноќно, се со една единствена цел, да го постигне оно што во драмската уметност ретко кој досега го постигна. Со отворањето на новиот Дом на културата во 1969 година се чини Митко Томовски си го најде своето место како драмски педагог. Од тоа време датираат неговите режии, неговите представи, неговите ликови во кои тој се соживуваше целиот и се предаваше на драмската уметност целосно, секој пат пронаоѓајќи нови таленти. За своето 35 годишно активно работење е добитник на наградата Бирко Стефановски, што културно-просветната заедница на Македонија за прв пат ја додели во 1986 година.
Не само ние, зад нас останува една богата традиција, што Митко Томовски ја вгради за целиот свој 35 годишен активен настап на сцената. Остави траен белег онаму каде што друг можеби и не можеше ни да помисли дека може да се оформи некој културно-уметничко друштво. Уште повеќе, што тој работеше и на македонски, и на албански, и на турски јазик. Ценет и почитуван во градот, ненаметлив, меѓутоа Тивко го заврши својот живот во 1991 година. Да се вратиме во мислите 20 години, можеби 20 и повеќе години наназад, да се потсетиме на времето кога Зубовце имаше културна традиција, имаше културно живење на населението, кога без разлика на тоа дали некој бил земјоделец или службеник или работел во општина или наставник, не е важно кој, сите со срце сакале да се вклучат во она што Димитар Томовски Митко го организираше и правеше животот во Зубовце да биде живот. Тој доваѓаше во сите периоди во нашето село. Баш во она време кога јас бев и председател на ова културно-уметничко друштво и се познавам уште од подавна по струката како просвета, бидејќи и неговата струка се клопуваше во просветата, па соработуваме и во Гостивар. Но овде во нашево село, како што реков, доваѓаше дури во раните утрински часови некојаш, па седеше дури доцна во вечерта. Доваѓаше во зимско време кога многу потешки услови, че немаше огрев. Убаво се каже ти учествувањето во на регионалните смотри во Куманово. Потоа врв беше и драмската секција кога учествуваме и усвоиме дипломи во Тито Велес, едина селска екипа, аматери беме ние кај што учествуваме со професионалци од големите градови како Битола, Струмица, Куманово, Охрид, сите градови, ние беме едина селска екипа како аматерско друштво кој што учествуваме на тие републички смотри. Во таа драма која што даваме, која се викаше Крај матниот поток, па беше избор него кој режисер, тој имаше и самиот улога во таа драма, глумеше тука.
Која била таа магија што ја имал еден човек во себе да може околу себе во едно малечко село да собере луѓе од различни професии? Јас бев чест актер во драмите што ги режираше Чичко Митко, така го викам Чичко, што беше постар, и беше навистина право задоволство да се работи со него. Умееше на некој начин да не мотивира и сето тоа што че не научеше, че не го покажеше толку брзо го свачавме, тоа беше стварно едно големо задоволство. Не знам, јас слушав дека неговата проштост била врзана за тоа, режирање, глумење и тие работи, и знаеше на тие штици што вака живот значат, за нас не, што бевме чисти аматери и без никаков интерес, дури и со своји средства некогаш доајавме од тој наш ученички или студентски живот, доајавме само за да бидеме тука во тие, во тоа клубче наше, во тоа друштво културно-уметничко и така. Што знам, добро се дружевме со него. Знаеше со нас помладите како со тачно добар другар да ни биде. Тој не беше почитуван само од оние што одругарувавме во културно-уметничкото друштво, меѓутоа беше почитуван од сите селани во селово. Сите го познаваа, сите ќе го поздравеа во посокације наши селски и така тој имаше еден голем авторитет во нашето село. И убаво е што ете спомените за еден човек Не се забораваат. што вградил дел од Така, од својот живот. од својот ентузијазам за Ова село.